Иако партиите имаат уште цел месец до 11 септември, кога истекува рокот за поднесување кандидатури за градоначалници и советнички листи до Државната изборна комисија, внетрепартиската атмосфера се повеќе се вжештува, бидејќи раководствата мора да одлучат со кои адути ќе излезат пред граѓаните. Практично можните кандидати во партиите го трчаат последниот круг. Во Кочани ВМРО ДПМН се чини пресече и ја отстрани неизвестноста, определувајќи се за Љупчо Папазов, иако неговата кандидатура се уште не е официјализирана. Во СДСМ одолговлекувањето на утврдување кандидати ја зголемува неизвестноста, но и спекулациите во партијата и надвор од неа. Неколку потенцијални кандидати чекаат што ќе се случи на релацијата партија над партиски кандидат и зависно од исходот да се пуштат во акција за добивање на довербата од извршниот одбор. Изборот на кандидатот го оптоварува и тоа што повеќе бизнисмени добиле известување дека се можни кандидати за градоначалник и добиле рок да аплицираат. Тоа што изборите во Кочани може да ги направи уште поинтересни, па и неизвестни се амбициите на поедини мали партии да се појават со своји кандидати за градоначалник и советници. Интегра веќе работи на терен и ја истражува можноста да кандидира кандидат кој може да им ги замрси сметките на двете најголеми партии, плюс да се појави со конкретна советничка листа. И во Левица не седат со скрстени раце. Неофицијално листа за советници ќе му бидат понудени на гласачкото тело, а за кандидат за градоначалник се уште се размислува. Социјалистичката партија и Гром сигурно ќе одат во коалиција со ВМРО ДПМН, но се уште не е јасно како во Кочани ќе одиграат Дом и Демократскиот сојуз, како и либералите. Како што не се знае со какво изненадување на истокот може да се појави Дуј, без разлика колку тоа е логично или не.